Почитувани, Регулаторната комисија за енергетика, според Законот за енергетика, треба да представува независно тело, чија што задача покрај другото е да ги штити и унапредува правата на потрошувачите, односно да ги штити граѓаните и економијата од монополот на енергетските компании. И покрај оваа законски јасно втемелена функција, ова лето можевме да видиме како комисијата и незиниот председател работат спротивно на интересите на граѓаните. Тие донесоа неколку спорни одлуки. Ја поскапеа струјата по втор пат оваа година, иако не ја најавија. Тајно ја укинаа дневната ефтина тарифа за струја, неколку пати ја зголемија цената на бензините, а во исто време го донесоа и скандалозниот правилник за топлинска енергија, со која ќе ги принудат граѓаните да плаќаат на топлификација, иако не ги користат незините услуги. Овие одлуки Регулаторната комисија за енергетика ги носи на сомнителен и нетранспарентен начин, по нејасна методологија, во екот на годишните одмори, далеку од очите на јавност. Во време на незапаметена економска криза и сиромаштија, кога стотици илјади граѓани се борат со сиромаштијата, сметаме дека регулаторот постапува спротивно на својата основна законска функција и одлучува спротивно на интересите на граѓаните. На чело на Регулаторната комисија седи Димитар Петров, човек кој на оваа позиција дојде директно од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Ево Кратово. Овој партиски кадар е предлог на владата на премиерот Никола Груевски и изгласан во собранието само од страна на владеачкото мнозинство. Затоа, целата одговорност за одлуките кои ги носи овој состав на Регулаторна комисија оди исклучиво на грбот на владата на Груевски и ВМРО ДПМН. Од самиот почеток предупредувавме дека одлуката на власта за прв човек на оваа комисија да постави партиски човек е штетна за Македонија, а тоа се покаже и во извештаите на Европската комисија за земјава, во кој се критикуваше партизацијата на регулаторните тела. Сега и дефинитивно се покажа дека сме биле во право. Затоа денес, со писмена иницијатива до премиерот, која доставивме во архивата, СДСМ заедно со своите коалициони партнери ја повикува владата, која единствено според Законот за енергетика може да предложи до собранието разрешување на председателот и на членовите на Регулаторната комисија, да го стори тоа во рок од 48 часа. Дополнително, за оваа иницијатива за разрешување на председателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика во собранието на Република Македонија, своја поддршка најавија и пратениците на ДПА. Воедно го повикуваме владеачкото мнозинство да застане во интерес на граѓаните и конечно да се обезбеди вистински, професионален и стручен состав на комисијата, кој ќе работи потранспарентно и поодговорно согласно законските надлежности. Доколку владата не го прифати овој наш предлог во дадениот рок од 48 часа, Социјалдемократскиот сојуз во собранието ќе поднесе интерпелација за работењето на председателот на Регулаторната комисија Димитар Петров.